топ тема денеска, тоа е епилогот од истрагата околу манипулациите со увозот на мазот, велам само увозот на мазот, бидејќи исходот околу неквалитетните горива кои што се точеле по бензинските пумпи се уште не го знаеме. Мој гостин вечерва председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Добро вечер и добро вечер, ви благодарам на поканата. И најактуелното прашање по соопштувањето на сите детали и од страна на владата и од страна на Регулаторната комисија е зошто разлика. Владата објави 8 компании кои работеле спротивно на законот и спротивно на правилникот, а Регулаторната комисија одлучува да одземе лиценца на 4 трговци на големо поради немање оперативни залихи. Значи, Регулаторната комисија за енергетика денеска отпочна постапка за одземање на лиценци на 4 компании кои што се носители на лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија со нафта и нафтени деривати, меѓу другото за компании кои што прават трговија со мазут. Останатите компании, 3 од нив, никогаш не побарале лиценца од страна на Регулаторната комисија за енергетика, а додека четвртата компанија е Евротим, за која што Државниот пазарен инспекторат изрече мерка забрана за пуштање во промет, поради тоа што во нивните складови, каде што го чуваат мазутот, се земени мостри од соодветно акредитирано тело и ќе се чекаат резултатите од анализите на тие мостри, кои што ќе ги направи акредитирана лабораторија во Македонија, и по тие информации што ги имам ја, или денес, или во текот на утрешниот ден, ќе се добијат резултатите од тие мостри. Значи, Регулаторната комисија за енергетика започна постапки за 4 компании кои што имаат лиценци, 3 немаат лиценци. РКМ, Партинакс, Лиоил, тоа се. Тие се, да. Пошто не... Што значи почеток на постапка и како таа може да заврши? Дали од што зависи од земањето на лиценцата, или според некои информации постои дури и можност да на дел од овие компании, бидејќи основата е немање оперативни залихи, да им се остави простор да тоа го изменат? Значи, оваа основа за која што почнавме постапка за земање на лиценци е утврдена со правилник кој што го носи Министерството за економија, и тој е донесен на 26 април 2021 година и се однесува на колку оперативни резерви треба да чуваат сите трговци со соодветен нафтен дериват и за секој нафтен дериват посебно. Значи, ние кога издаваме лиценца за вршење на трговија со нафтен дериват, да не ги бројам сите, за секој нафтен дериват треба да се обезбедат оперативни резерви. Со овој правилник е утврдено врз основа на потрошувачката во минатата колку година. Колку резерви тие треба да имаат? Колку треба да имаат. Утврдено е дека тие немале оперативни резерви и сега. Дали зашто одма не одземена лиценцата? Што уште треба да испитувате за да ја одземете лиценцата? Значи, Регулаторната комисија за енергетика во овие постапки, ние сме како суд. Значи, ние започнавме постапка и побаравме во рок од 7 дена овие 4 компании да ни достават причини зашто немаат оперативни резерви. Од кога ќе ни го достават тој одговор на тоа ние денес што им побаравме, понатака ќе си продолжи постапката со соодветни одлуки. Значи, ќе си ја тераме постапката и да ги слушнеме и мислењето на овие компании. Треба да се земе во предвид дека и овој правилник е донесен на 26 април 2021 година. Но како и да е. Ама и претходно они требале да имаат резерва. Сите компании кои што имаат лиценци за вршење на трговија, без разлика на било кој дериват, имаат обврска да имаат и со одредени количини на оперативни резерви. Од кога се донесе овој закон за енергетика, тој е утврден во овој закон за енергетика и тие оперативни резерви треба да изнесуваат на начин утврден со овој правилник. Значи, Регулаторната комисија за енергетика во следниот период ќе бара од сите компании кои што вршат трговија, без разлика на
било каков нафтен дериват и тие што тргуваат со бензин, со евродизел, со екстра лесно, со ТНГ, да се ги обезбедат тие соодветни резерви. Заради тоа го правиме тоа, за да обезбедиме нормално функционирање на пазарот со нафта и нафтени деривати. Бидејќи некои компании кои што си го обезбедиле тоа, си затвориле одредени финансиски средства. Да, и тука е прашањето на конкурентност и тоа е во ред. Но, оно што дополнително ги интересира граѓаните и што некако недостасува во сето ова е што е со квалитетот. За сите овие компании, освен ова оперативните резерви, држи тоа за конкуренција, тоа е дел од функционирање на компетитивна економија, правна држава и така натаму, но овој бизнес има еден друг аспект. Тоа е пред се квалитетот на животната средина. Сите овие компании имаат прекршоци и во однос на квалитетот. Каде е квалитетот што на крајот го интересира граѓанина? Значи немаат сите од овие компании некои прекршоци во однос на квалитетот, во однос на регулаторната комисија за енергетика постапи по тоа што го доби од Државниот пазарен инспекторат. Ние во текот на вчерашниот ден одржавме состанок со представници од ДПИ и бевме информирани, а и со допис тоа ни е потврдено, дека за компанијата Евротим се земени мостри и за нејзе се чекаат резултатите од квалитетот, па понатака како ќе ги добиваме информациите од Државниот пазарен инспекторат, така регулаторната комисија за енергетика ќе покренува соодветни постапки. Значи во однос на квалитетот, во текот на следниот период апсолутно ќе бидеме ригорозни со цел да обезбедиме чиста животна средина и тие компании кои што не испорачуваат. Говорите во идно време, тоа значи дека досега не сте биле ни вие, односно не и сите останати институции. На 7 компании им се изречени прекршочни казни во вкупен износ од 55.510 евра. Според законот за прекршоци се оди на преговарање, доколку се случи тоа порамнување, овие 55.510 евра може да паднат на половина. И сега се поставува прашањето: имаат ли сите институции кои што беа вклучени во оваа истрага, вклучително и вие, колку мазот увезле овие компании? Колкав е нивниот профит? Колкава е штетата што е нанесена, бидејќи овие 55.510 евра, ако не ги соопштите тие податоци, можат да значат 22.500 евра, што за 7 компании трговци со нафтени деривати се ништо. Значи, овие прекршочните казни кои што ги изрекоа соодветни државни институции се изречени во согласно со закон. Не, јас знам дека се во согласно со закон. Јас ве прашам, дали знаете вие колку е профитот? Ние профитот не можеме да го знаеме, дека тоа се одвива на слободен, на конкурентен пазар, но најодговорно тврдам дека оние компании кои што не ги исполнуваат критериумите за квалитет, ќе се соочат со одземање на лиценци. Кога ќе ги добие регулаторната комисија за енергетика информациите од Државниот пазарен инспекторат, кој што прави проверка на квалитет на одредени деривати кои што се пуштени во внатрешен промет, ние веднаш ќе започнеме соодветни постапки како што направивме и денес. Како може да ви се случи како на регулаторна комисија, бидејќи еве основа за сето ова што го правите не е засега квалитетот, туку резервите, како може да ви се случи да издадете дозвола на XY компанија, да ви се случи во медиумите изјава од собственик на резервоар, кој што вели: па јас тоа го дадов како ливче за собственикот да се оправда пред регулаторната комисија, и пред да се случи сето ова, особено во однос на квалитетот, пред да се сензибилизира јавност, пред да се вклучи владата, вие како регулаторна комисија едноставно имавте можност само да отидете, да видите дали резервоарот постои и толку.
Значи тие надлежности ги има регулаторната комисија за енергетика за жал. И тие надлежности ние сме ги спроведували. Тоа за жал на граѓаните кои ја трпат штепата не им значи ништо. Нема претрпено штета. Значи во 2019 година е донесен нов правилник за лиценци со кој што апсолутно се заострени критериумите за издавање на лиценца за трговија со било кој нафтен дериват. Како конкретно да ви кажам, ако претходно били издадени 70 на лиценци за 10-11 години, за последниве 3 години се издадени само 7 лиценци. Значи во тој правилник, ние кога издаваме лиценца, бараме за секој резервоар да се исполнат одредени критериуми кои што врз основа на документи кои што ги издаваат повеќе институции во државата. И за противпожарна само да ви само оставете ме да довршам. И ние издаваме лиценца за вршење на енергетска дејност. Понатака, ние немаме надлежност да провериме квалитет, немаме надлежност да провериме оперативни резерви. Така е напишано во Законот за енергетика. Имаме решение како сето ова да се надмине. Кое е решението? Бидејќи за граѓаните на крајот е неприфатлив. Дали се новинарите ви предочија дека голем дел од тие резервоари кои што ви биле напишани на хартија дека постојат се во оранжери, во дворови на пропаднати предпријатија. Ви се случило, велам, не конкретно на регулатор, на сите институции, ви се случило 3 фирми без лиценци да тргуваат, да пуштаат во промет мазот. Граѓанинот на крајот од денот не го интересира не координацијата меѓу институциите и недореченоста на законите. Она што сакаат да знаат е како ова нема да се повтори. Значи, во изминативе 10 години регулаторната комисија за енергетика има одземано лиценци на компании кои што не исполнувале одредени критериуми. Да расчистиме само една работа, да не испадне дека регулаторната комисија за енергетика ги контролира овие спорни прашања. Апсолутно не ги контролираме и зависиме од податоци кои што ќе ни кажат други државни институции. Но како и да е, ние не бегаме од одговорност и не бегаме од тоа да понудиме решение. Па јас запрашав за решение. Апсолутно. И претходно, во изминатиот период, а и сега, регулаторната комисија за енергетика даде предлог. Кога ќе увезе некоја компанија која што има лиценца, било каков нафтен дериват, да не смее да влезе во внатрешен промет додека не отиде во неговиот склад. Ние кога издаваме лиценца, бараме гаранции за складовите. Сите државни институции ни кажале дека складовите се во добра кондиција и го потврдиле тоа. И во ред е тоа што го потврдиле. Но, за да не се случува, одредени компании, само момент да завршам, имате издадени интегрирани дозволи на одредени институции кои што немале... Тоа го има издадено други институции. Тоа го издала друга институција на фирма која што нема услови. Непријатна ситуација се наоѓам јас за други институции што правеле одредени пропусти, тоа да го кажувате на регулаторната комисија за енергетика. Тоа што е во надлежност на регулаторната комисија за енергетика дава јасен и недвосмислен предлог. Кога ќе се увезе било кој нафтен дериват во државата, да не може да се пушти во промет пред да отиде во складот на компаниите кои што имаат лиценца. Во тие складови треба да се провери и квалитет, треба да се проверат сите останати параметри кои што ги бараат соодветни државни институции. На тој начин ќе го избегнеме проблемот и со оперативни резерви, ќе го избегнеме проблемот и со квалитет. Понатака институциите на секоја бензинска пумпа ќе си го проверуваат квалитетот со постапки кои што си ги имаат утврдено. Но најбитниот дел е тоа дека кога ќе влезе нафтата, нафтениот дериват во државата, мора да отиде во складот за да можат и Државниот пазарен инспекторат, и царината, и било која друга институција што им треба да проверат, да си проверат. Од кога ќе дадат тие потврди дека се е во ред, тој нафтен дериват ќе се пушти во употреба. Инаку да знаете
дека за една од компаниите која што ја спомнавте, а за која што не За сме која? издале никогаш лиценца, за Blue Energy и за Blue Technology, регулаторната комисија за енергетика го запали алармот и ги информираше државниот пазарен инспекторат дека има компанија во државата која што нема лиценца, а врши трансакции на пазарот со нафта и нафтени деривати. Све што било во надлежност на регулаторна комисија за енергетика е превземено. И дополнително во изминатиот период, уште пред да од кога е донесен овој правилник за оперативни резерви, регулаторната комисија за енергетика ги анализираше оперативните резерви кои што ги треба да ги имаат трговците со нафта и нафтени деривати. За тоа ќе биде известен државниот пазарен инспекторат, а и уште неколку компании ќе бидат известени дека резервоарите кои што ги имаат не соодветствуваат на оперативните резерви кои што треба да ги поседуваат во текот на оваа година. И доколку тие своји пропусти не ги исправат во одреден период, ние ќе започнеме Тоа се други соодветна компании постапка. или овие што се Тоа се други компании за кои што сме добро. анализирале, што покажува дека регулаторната комисија за енергетика работи и функционира. Покажува, ова сето покажува и дека е потребна и поголема координација, можеби и менување на многу закони за да не се случува она што го реков. Министерство за животна средина да издава интегрирана дозвола без преку систем или на било кој начин да провери дека таа фирма кај вас не е регистрирана. Повторно ќе се вратам на квалитетот на бензинот на бензинските станици. Еве, лично како човек кој што се занимава со оваа област, имало една анализа, втора анализа, трета анализа и сега чекаме супер анализа. Што е разликата дали во промет има расипано млеко или месо или неисправно гориво? Кога би било расипано месо или млеко, би било веднаш повлечено од промет и би се знаело која е таа фирма и која е таа месарница, бидејќи ќе се иструе народ. Така е. Кога имаме бензин, имаме дупла штета. Имаме неисправен бензин и други течни горива, имаме штета и на возилата, имаме штета и на животната средина. Апсолутно се согласувам. Зошто толку калкулирање со сите тие работи? Ние ги немаме тие податоци, денеска јавноста беше информирана дека се правени проверки на квалитетот и на неколку компании кои што имаат бензински пумпи и тоа е во малопродажниот дел каде што регулаторната комисија за енергетика ама апсолутно нема никакво влијание. Значи ние не го регулираме тој дел, ниту пак можеме да влијаеме. Ако мене ме прашувате, расипано месо, расипан бензин или дизел со несоодветен квалитет треба да се отстрани од употреба. Ние, како регулаторна комисија за енергетика, ги превземаме сите мерки да формираме конкурентен пазар и тој пазар да функционира на здрава основа. Затоа ги превземаме овие мерки во однос на оперативните резерви и исто така очекуваме и од овој предлог што го даваме како регулаторна комисија за енергетика да биде прифатен од сите надлежни институции. Ние пред една година увидовме дека имаме проблем со начинот на тргување на екстралесното гориво и покренавме иницијатива акцизата на екстралесното гориво да се изедначи со акцизата на дизелот за да се спречат сите злоупотреби. На почетокот бевме обвинувани дека ќе нанесеме штета. Не нанесовме штета. Пазарот го стабилизиравме. На никој сега не му текнува, бидејќи акцизата и за екстралесното и за дизелот е иста, да става неквалитетно екстралесно наместо дизел. Истото го предлагаме и сега. Не измислуваме топла вода, нема филозофија. Кога ќе влезе било кој нафтен дериват во државата, да си отиде во складовите каде што треба да се провери и сето тоа. Сосема на крај, колку овој систем и колку овие ваши предлози го решава клучниот проблем. Точно е, реагира институциите, меѓутоа факт е дека е сето тоа задоцнато и сите аномалии на системот ви ги предочија, зборам на сите институции, ви ги предочија
новинарите, што е нешто недозволиво. И допрва треба да видиме во таа истрага која што, ако ја покране обвинителството, ги доби тоа документите, да се најдат и тие карики во системот без кои сето ова очигледно не можело да се случи. Според тие информации што ги имам, подобро ќе ги кажат и од Царинската управа и од Државниот пазарен инспекторат, немало сериозни пропусти. Тие нафтени деривати што влегле во државата не биле најверојатно соодветно испитани. И апсолутно за тоа треба да се понесе одговорност. И јас сум сигурен дека ќе се понесе одговорност. Но впечатокот ми е дека денеска разговараме за некаква одговорност на регулаторната комисија за енергетика. Генерално, ја цело време ве прашувам за систем во кој што ова нема да се повтори. Значи, најлесен начин за ова да не се повтори е кога ќе влезе било кој нафтен дериват во државата е да си отиде во складот на компаниите. Државен пазарен инспекторат во една од компаниите каде што почнавме постапка за одземање на лиценца не можел да земе примерок поради тоа што не се чувал мазутот во резервоарите. Значи, кај се чувал? Не се чувал директно, од кога ќе влезе во државата, се носел до потрошувачите. Факт е дека се уште приказ на кој што не само овие отплеткува дека не, значи јас го кажав системското решение кое? Јас ви гарантирам и сега. Кога ќе влезе Државниот пазарен инспекторат врз основа на нашите податоци кои што ќе им ги доставиме, колку кој трговец треба да има оперативни резерви за секој нафтен дериват, во најголем дел од тие компании со честни исклучоци, и тоа се посериозните и поголемите, ќе има таков проблем. Значи, за да го спречиме овоа, лесно е решението. Кога ќе влезе нафтениот дериват во државата, треба да се однесе во складот и толку кој треба од државата да дојде да провери, си има закони, ќе си проверат, ќе кажат дали е во ред или не е во ред, и на тој начин спречуваме, како што кажавте вие пред малце, расипаното месо да влезе во супермаркет. Нема да влезе овак. Значи, не може да се пушти во промет кога ќе се провери било кој и бензин, и дизел, и било што. Не може да влезе во внатрешен промет. Ако некој собственик на бензинска пумпа, како што велат популарно, го крсти бензинот или дизелот, си има мобилна државна лабораторија, ќе биде поактивна и ќе го провери. Ние само да не биде како досега проверките да траат 2 недели, а до тогаш еве ние како граѓани да не знаеме. Треба и закони има сега да не очекуваме од сите некој кој ќе се обвини и веднаш во моментот да се реши. Ова што се направи сега, се направи за 3 недели. Постапките понатака ќе си продолжат и ќе си имаат конкретни решенија. Само една минута, она што исто така ги интересира граѓаните е да штедат пари летово на одмор заради можното поскапување на струјата. Опозицијските проценки се некаде дека тоа може да оди и до 15%. Владата вели се кројат многу алтернативи, меѓу кои намалувањето на ДДВ, голем дел е во раце на ЕСМ, дел е во ваши раце. Значи, интересно е што во изминатиот период се појавија многу бававања кои што кажуваат како ќе биде, што ќе биде. Ние како регулаторна комисија за енергетика, најодговорно ви тврдам, како човек кој што работи од 2004 во регулаторната комисија за енергетика, не знаеме колку ќе биде цената за пренос и за дистрибуција на електрична енергија. Работиме на барањата кои што ги доставија компаниите. Во изминативе неколку дена одржуваме состаноци и со представници од МЕПСО, и со представници од електродистрибуција за некои нејаснотии кои што ги имаме да ги расчистиме. Во тој дел што го регулира регулаторната комисија за енергетика, наскоро ќе се знае колку ќе биде. И да се трнеме на страна колку ќе поскапело, дали ќе поскапело или нема да поскапело. Си има постапка, си има методологии, кои што методологии не сме ги измислиле ние, тие функционираат во цела Европа и се базирани на економска наука. Регулаторната комисија за енергетика до крајот на месец јуни ќе ги знае конечните цени. Инаку како регулаторна комисија за енергетика и минатата година
отворивме прашање за намалување на ДДВ-то во овој период кога одиме во енергетска транзиција. Кога сите термоелектрани од јаглен треба да ги замениме во поголем дел со обновливи извори. И верувам, и како што слушам, и како што гледам, дека многу и од власта и од опозицијата овоа барање на регулаторната комисија за енергетика го во прифаќаат. 15 секунди на почетокот рековте, вие сте како судски орган еден, компаниите се обвинети, треба да ги достават своите докази. Колку време ќе трае овој нафтен, односно мазот судски процес во РКЕ? Значи максимален рок кој што може да се прави, и порано регулаторната комисија за енергетика го спроведува за овакви случаеви, било од 6 до 9 месеци. Ние ќе го максимално што може да скратиме, ќе го скратиме. Повеќе од 2 пати, повеќе од 3 пати. Сега да ги видиме кои податоци ќе ги добиеме, ама ќе работиме во максимално брзи рокови. Ви благодарам што вечерва бевте во тема. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието, останете на тело.